Верниците утре го слават еден од најголемите христијански празници, раѓањето на Исус Христос Божик. Раѓањето на Христос всушност значи раѓање на надежта за спас на човечкиот род, зашто тој дојде на земјата за врз себе да ги прими нашите гревови. После Христовото воскресение, најголем празник во православната црква е раѓањето на Господ Исус Христос. Бидејќи со првородниот грев човештвото падна во грев и уште од тогаш беше наговестено дека со векови дека ќе дојде Спасител, кој ќе го спаси човечкиот род од првородниот грев. И тоа се случува токму на Божик, односно со раѓањето на Господ Исус Христос, со појавата на звездата, и затоа сите ние го славиме Христовото раѓање со песната или со молитвите слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Почетокот на божикните празници го најавија коледарите, символите на ангелите кои го наговестија раѓањето на Богомладенецот, но и вечерната богослужба во христијанските храмови каде се делеа и бадникови гранчиња. Традицијата, значи, кој се однесе дом, благословено е да има среќа во куќата, благодет, и тоа е тоа, за сите. Прво дома, па за сите. Така е од Господ. Дома се чува цела година. Цела година се чува, јас си оставам една вазничка на витрината и ми стои цела година. За разлика од претходните години, во црквата не се палеше коледарски оган, а истите беа откажани во повеќето урбани заедници. Според препораките на Македонската православна црква, значи традиционално и оваа година се обележа Коледе во нашата урбана заедница, но некако и претходните години со палење на коледарскиот оган, туку во просториите на оваа урбана заедница, кумот, значи, заедно со свештенослужителите, поделивме погачка со паричка, се одреди кумот за наредната година, значи, иако оган не запаливме, сепак, значи, урбаната заедница и сите жители се собравме и традиционално го одбележавме Коледе. По Коледе следува бадник кога семејството се собира околу трапезата. Некои си ги подготвија сами, други побараа помош од професионалците. Исто спремаме зелници и лепче со паричка за Божик. Лани имавме околу 8.000 броеви, ова година и над 10.000 ќе бидат. Градоначалникот Захариев и оваа година повторно на една маса и со бездомните. Во чест на рождеството Христово, Божикна средба ќе организира и христијанската црква Оаза. Јас сакам прво на сите граѓани, христијани на општина Штип да им го честитам Божик, без разлика дали се православни, католици или како нас евангелско-протестантски христијани, кои што, како добри граѓани, заради државниот празник, ние го почитуваме Божик и го славиме Божик на 7 јануари. Би сакал по тој повод да ги поканам сите граѓани кои што се слободни да дојдат во канал 77 од 18 часот, кај што ќе имаме Божикна служба, за да се дружиме и да заедно го прославиме раѓањето Христово. Денес честитки по повод големиот христијански празник Божик до верниците у Патија и политичарите.